Според Законот за работни односи, граѓаните имаат право на платен годишен одмор од најмалку 20 и најмногу 26 работни дена со можност да се користи во два дела, со тоа што првиот дел мора да трае најмалку 12 работни дена и да се искористи до крајот на тековната година, а вториот дел најдоцна до 30 јуни идната година. Голем е бројот на граѓани во Скопје, па и во другите градови од државата кои не го користат годишниот одмор колку што им следува според законот. Ова е доказ дека работничките права се почесто се кратат, бидејќи се почесто станува пракса да не се гледа што пишува на хартија, туку што се случува на терен. Многу е важно граѓаните да знаат кои денови се пресметуваат во годишен одмор. Овде не се пресметуваат празниците, саботите и неделите, отсуствата поради боледување и другите случаи на оправдано отсуство од работа. Овие обврски ги предвидува законот, но колку тоа се применува во пракса. Прва Скопска излезе на терен и ги праша граѓаните на Скопје дали се запознаени со своите законски права околу годишниот одмор и дали работодавачите го почитуваат законот и работникот. Како што велат граѓаните, информирани се колку денови имаат право на одмор, но не секој работодавец го почитува тоа. Дали работодавачите го почитуваат правото на годишен одмор на своите вработени? Не. Само искористуваат вработените и во голема мера не пуштат на годишен одмор. Според законот за годишен одмор, дали знаете колку денови одмор ви следува? Па не знам, валјда према стаж, према работно искуство. Мислам дека е основен некаде 20 или 19 дена, не знам точно, а сега према работното искуство оде и стажот, јас колку што знам така е. Имам еден летен и еден зимски. Зависно од фирма, приватна, службена, државна. Знам колку имам. 2, 23, 24, зависи од стажот. Давач и овозможувам според пресметката колку денови на секого му следува. 24 работни. Устари 26 мислам дека бе. Според закон тоа што ми следува се 24 работни дена според работниот стаж што го имам. А дали го почитуваат тоа работодавците, дали дозволуваат толку време работа? Таму каде што јас работам, да. Јас сум пензионерка, јас кога бев знам колку имав, а сега не знам. Јас имав околу, зависи од стажот. На 30 години имав месечни 30 дена или 28. Па би требало да го почитуваат, а дали го почитуваат не знам. Кога го Тогаш почитува, да, сега не го сега почитува. не, сигурно не. Барем како што имаме дојава од другите социјализмот. Непријавените работници, односно хонорарците и другите нетипични видови на вработување не се предвидени во Законот за работни односи, но морална обврска на менаџментот кој ги користи услугите на оваа најзагрозена група работници е да им овозможи еднаков третман во однос на користењето на одморите со другите вработени. Секое користење на годишен одмор треба во секоја фирма да е според однапред утврден план за одмори и секако писмено да добиете документ за користење на годишниот одмор. Доколку според работните обврски мора да работите за празник, работодавецот е должен да ви исплати празнична дневница. Доколку во календарската година работникот не бил во можност да го користи одморот за таа година поради боледување или повреда, породилно отсуство или нега на и чување на дете, може неискористениот одмор целосно да го искористи во наредната година, но само до 30 јуни.